Па добро, ова е секако не е изненадување, но е крајно непријатно. Се овие папка со вашите разговори и со факт дека сте еден од прислушкуваните граѓански активисти или раководители на граѓански организации. Ова е нешто што сите го насетувавме во изминативе години и што го чувствувавме на еден или друг начин на своја кожа. Но денеска само се потврди. Се уште ги немам детално видено ниту разговорите, ниту материјалот, но бевме споменати како нашата организација како една од 10 најдолго следени најслушкувани. Мислам дека тоа укажува на еден диктаторски однос на власта кон граѓанското општество, бидејќи само во диктатурите граѓанските организации, граѓанското општество се сметаат за непријатели или пак за објекти кои што треба да бидат следени, прислушкувани за да им се знаат. Се уште не сме се координирале, но нашата основна идеја е заедно со останатите граѓански организации кои што се за сега знаеме дека се прислушкувани и имаат таков материјал, да поведаме и судска постапка која што би завршила и во Страсбург, бидејќи сакаме да има и ова правна разбрска, секако дека ќе се организираме за да ги гониме сторителите. Се уште не бидејќи е седа во прашање. Значи можам дополнително да ви напишам дали се автентични. Меѓутоа она што ми беше кажано е дека долго време се работи за материјал кој покрива повеќе години и за материјал кој покрива повеќе луѓе од организацијата. Така што се работи за голем број на луѓе, се работи за голем број на разговори, за луѓе кои што пред сесија работеле работата во граѓанскиот сектор, критикувале, анализирале, комуницирале со разни фактори, меѓутоа не правеле ништо против државата. И токму затоа е срамотно и крајно, да речеме, агресивно да се прислушкуваат и да се следат такви луѓе, бидејќи ако граѓанските организации се опасно за оваа држава и биле така следени, што останува за политичките партии, што останува за другите кои што се позаинтересирани за превземање на власт. Ова се разговори кои што јас сум ги водела со новинари од независните медиуми кои што не се под директна контрола на владеачката партија. Разговорите се однесуваат на истражувачки проекти, се однесуваат на можности за финансирање од страна на фондацијата за медиумите кај што работат. Главно тоа е. Автентични е? Да, сите. До еден од разговорите се автентични. Ги имам водено со Јадранка Костова од Фокус, со Младен Чадиковски од Фокус, со Билјана Секуловска, па непријатно во секој случај. Само ми ја зајакнува жалбата и страјноста и понатаму да продолжам да го работам тоа што го правам сега. Значи како се чувствуваш кога дозна дека си била? Морам да кажам дека иако долги години знаев дека сум прислушуван и јас и моите колешки и колеги, откако ми кажаа дека постои папка и откако ми кажаа дека веќе кој има тоа CD во кое се наоѓа огромен дел од мојата приватност, јас зборувам многу по телефон, бидејќи тоа е линијата на мојата работа. Искрено, лично, приватно, длабоко во себе се чувствувам на некој начин силуван, повредено. Се чувствувам гневно и разочарано. Тоа не затоа што ова CD сега во ранецот што го носам го добив на оваа пресконференција, туку затоа што знам дека се уште огромен материјал, истиот овој материјал, можеби и многу поголем материјал се наоѓа се уште во рацете на оние кои толку многу му сгрешија на ова општество и на оваа земја. И тоа ме прави толку повеќе детерминиран да продолжам да го правам тоа што го правам и чувството дека сум на вистинскиот пат, сум на страната на човековите права и слободи, уште еднаш ми се потврдува. Им благодарам што слушаа, значи мислевме дека не слушаат, дека не ги следат нашите совети и препораки,
резултатите од нашите проекти, од нашите заложби и активности, од нашите протести. Мислев дека ако некој мислел дека не слушале, сепак слушале и тоа внимателно слушале, снимале уредно. И можам да им кажам благодарам што слушавте. Дали ќе преземете нешто? Секако дека ќе се консултирам со нашите колешки и колеги кои го познаваат правото и ќе бараме да ги исцрпиме сите можни законски пропишани мерки кои ќе задоволат правдата, односно ќе бараме одштета за ова одвратно чувство што го имам денеска.